учествувам во животот на Македонската православна црква целиот свој живот, но никогаш не сум се замислувал како поглавар. Прво затоа што јас бев свештеник со семејство и никогаш не ми паѓаше на ум дека еден ден ќе станам поглавар на Македонската православна црква. Сум бил близок соработник на сите претходни поглавари, но кога дојде на мене ред, тоа ме изненади прво. Ме најде неподготвен. Јас ова своја свесност, ова своје сознание го искажав и на соборот, изборниот собор, веднаш откако падна одлуката да бидам архиепископ. Ме прашаа како се чувствувам. Реков дека сум уверен дека е Божја промисла и молитва и застапништво на Свети Климента да бидам поглавар на Македонската православна црква, да бидам еден од архиепископите на Охридската архиепископија. И тогаш искажав една мисла која се памети од многумина што го слушна, тоа реков: не се чувствувам достоен. Чувствувам дека сум најобична нула, ништо. Се ќе зависи од тоа како ќе успеам да работам, да соработувам со браќата архиереи. И реков дека со првиот, со единицата и една нула, ќе имам 10 сили. Со вториот, со двојката 20. И само така, работејќи, сметам дека Господ ми помага и Свети Климент ми помага да можам да извршувам мојата поглаварска, архиепископска должност, која е многу одговорна. Јас кога излегов да седнам на престолот на Свети Климента, целиот треперев. Треперев од сознание дека ненадејно, неподготвен, седнувам на тој престол на големиот Свети Климент и на сите македонски архиепископи, охридски. И тогаш се заветував, а тоа стои во мојата проповед, во моето слово за време на интернизацијата, дека секогаш со молитва ќе ја чекам по раката на Свети Климента. И тоа го правам. Сите мои одлуки архипастирски са донесени на колена, на молитва. Зашто тогаш сум само сигурен дека не грешам.